Многу добро се сеќавам, веќе морници и трпки ме лазат по телото секогаш го кажам ова. И по 25 години се уште се свежи сеќавањата на Зоран Спировски за кобниот ден, кога дознал дека неговиот татко, кој бил возач на Глигоров, го загубил својот живот. 2,5 децении подоцна, кај хотелот Бристол, врв улица автомобили, луѓе отворени кафулиња, а на црната точка каде што беше обидот за атентат на првиот македонски претседател во независна Македонија, стоеше само синот на загинатиот возач, чудејќи се каде да положи цвеќе во чест на својот татко. За сплет на околностите, татко ми загина, иако беше атентатот наменет за председателот. Имав некое чудно пречувство дека нешто лошо ќе се случи. Кога дојдов на местото на настанот, не ми се веруваше дека точно во 9:46 часот, како што ми соопштија, стигнав подоцна дека мојот татко има загинато токму на ова место тука. Меѓутоа, заборавен и од државата веќе по цели 25 години, веќе вознемирен сум. За Зоран времето запрело, стрелките на неговиот часовник се заглавени на 9 часот и 50 минути, далечниот 3 октомври 1995-та. И од тогаш секојдневно ги преживува моментите кога дознал дека неговиот татко веќе не е меѓу живите. Но неговата голгота која започнува пред 25 години не завршува. Животот и понатаму си поигрува со него. Долгови грижи собирал пластика за да преживее, па одвај успева да добие професорска работа која служи за отплаќање на долговите кои се собрале додека одвај врзувал крај со крај. Обидот за атентат врз Глигоров, каде животот го загуби само неговиот шофер, до ден денешен е мистерија. Институциите не дознаа кој и зошто го извршил нападот врз македонскиот претседател. Нападот беше извршен со експлозив, Глигоров преживеа, но беше тешко повреден.